Денеска е 2 август. На денешен ден, во 338 година пред новата ера, се одвивала битката кај Херонеја, во која Филип II Македонски ја остварил својата најголема победа над комбинираните сили на грчките градови Атина и Теба. Македонците и тесалијците под команда на Филип, со војска составена од 32.000 војници, по победата ја зацврстил македонската хегемонија во грчките градови. Битката се водела по класичните принципи на војување. Фалангата на Атина и незиниот сојузник Теба наспроти македонската фаланга на Филип. По поразот, грчките градови држави потпаднале под македонска власт, но немале статус на робови и не плаќале данок. По потпишувањето примирие на грците им била дозволена известна слобода и автономија. На денешен ден, во 1903 година, започнало Илинденското востание против османлиската власт, што се смета за еден од најзначајните настани во историјата на македонскиот народ. За време на востанието се водиле битки кај селото Смилево, Демирхисарско, на Слива и на Мечкин камен, Крушевско, кај Карабуница, Кичевско, кај селото Арменско, Леринско, во Рашанец и кај селото Чаништа, Мариовско. Во ослободеното Крушево, началникот на горскиот востанички штаб го обнародил создавањето на Крушевската република со совет и со привремена влада, избрани демократски од народот. Дел од заштитениците на Крушево, предводени од прославениот војвода Питу Гули, изгинале херојски во борбата кај Мечкин камен, а другите востаници се повлекле во планините. Сепак, турската армија со својата големина и оружје успеале да го задушат востанието. На денешен ден, во 1939 година, Алберт Ајнштајн и Лео Шилард напишале писмо до американскиот председател Френклин Делано Рузвелт, поттикнувајќи го да го започне проектот Менхетен, што го означува почетокот на развојот на нуклеарното оружје. За проектот биле одвоени $6.000. По почетните истражувања во 1943 година била основана лабораторија за конструирање на атомска бомба во Лос Аламос, Ново Мексико. На денешен ден, во 1944 година, во манастирот Свети Прокор Пчински кај Куманово, во присуство на 122 представници на македонскиот народ, е одржано првото заседание на антифашистичкото собрание на македонскиот народ АСНО. Во согласност со одлуките на АВНОј, Македонија е потврдена како рамноправна федерална држава во рамките на Демократска федеративна Југославија. При тоа, АСНОМ е конструиран како највисок законодавен и извршен орган на народната власт на чело со Методија Андонов Ченто, а македонскиот јазик е воведен како службен јазик. На денешен ден, во 1963 година починал Ѓорѓи Абаџиев, македонски раскажувач, романсиер, историограф, публицист и сценарист. За својата литературна работа добил повеќе награди и признанија. Сценариото за филмот Мис Тон во 1958 година е неговиот прв чекор во филмската уметност. На денешен ден, во 1990 година, Ирак изврши инвазија врз Кувајт, што подоцна доведе до Заливската војна. Причина за навлегувањето на ирачката војска било недокажаното обвинение дека Кувајт неовластено долж границата со својот сосед црпи ирачка нафта. На денешен ден, во 1991 година, во Скопје бил издаден првиот број на Дневникот Република. Неговото излегување згаснало со почетокот на 1992 година, по 147 издадени броеви.